Благодарам, председателе. Без дофрлање од место. Повелете. Реагирам процедурално по однос на членовите 91, 92, 93 и 94 од деловникот кои што се однесуваат за одржување на редот на седниците и во кои што се вели дека председателот на собранието ќе го опомене пратеникот ако своето однесување, земање збор, упаѓа во збор на говорник или слично го нарушува редот на седницата, или конечно членот 94 вели дека одредбите за одржување на редот на седницата на собранието се однесуваат на сите учесници на седницата. Втор пат се јави да одговара, чинам, вице-премиерот Николовски на пратенички прашања, а се однесува како да е на некоја ТВ дебата. Може би со процесот Жан Моне ќе треба да го измениме деловникот па да воведеме начин на поставување на пратенички прашања така што би го прашале министерот соодветен што би му одговарало да го прашаме за тој овде да излезе и да не извреча. Господине вице-премиер, се наоѓате во законодавен дом во кој што пратениците Оставите го министерот. Океј, вас, да. Требаше да реагирате на однесувањето на вице-премиерот кон пратениците во овој законодавен дом. Овдека на нив тој треба да им одговара за тоа што го работи или не го работи, а не да ги квалификува. Не може нему да му одговара поставеното пратеничко прашање, па тој овде да излезе и да кажува дали требало да се постави, дали не требало, па како требало, па што требало. Кој изнесува лаги, кој работи, кој не работи. Доволно се гледа. И доволно се види од неговата нервоза. Затоа како подпредседател ќе ве замолам, не реагиравте досега, ако што еднаш се случи ваков однос, особено на вице-премиерот Николовски, мислам дека треба конечно да реагирате според членовите кои што ви ги кажав. Затоа што одредбите кои што се однесуваат на одржување на редот на седницата се однесуваат на присутни на пленарните седници, во случајов и на вице-премиерот. И благодарам. Дали пратеникот е задоволен одговорот, односно дали сака да постави дополнително прашање? Има збор пратеникот Миле Левков. Повелете.